Здраво, пријатели! Гледајќи ги балканските јутубери како постојано имаат одредени гости со кои разговараат на најразлични теми, да бидам искрен, помалку се фрустрирав. Оваа фрустрација доаѓа пред се од сознанието дека малку луѓе кај нас се со сознание за компетентно говорење на зададени теми, а од тие малку уште помалку прифаќаат гостување на YouTube. Не велам дека би било погрешно ако и јас дел од моите соговорници ги барам на Балканот. Но мисијата на овој канал, како што многу пати имам кажано, е да промовира содржини на македонски јазик. А со тоа и гостите кои говорат на тој јазик се императив за мене. Денес ја имав честа на интервју да го имам господинот Илија Колев, економист од она што ние би можеле да го наречеме стара школа, или ако сакате, ултраветеран. Тој и покрај своите 81 година и понатаму ја промовира активно својата уникатна економска теорија, или како што тој ја нарекува идеологија. Пишува книги, активен е на Facebook и ете, преку овој канал неговото знаење и искуство ќе најде свое место и на YouTube. Вас, драги мои, ве подсетувам да ставите subscribe, односно претплата на каналот со едноставно кликање на истоименото копче овде долу и да го споделите ова видео на вашите социјални мрежи. Добар ден, господине Колев. Добар ден. За почеток би сакал да ве прашам како сте, дали сте добар? Фала многу на прашањето. Мојот одговор е дека сум добар согласно на годините што ги имам. Знаете, овој период е комплицирано време, ја имаме короната, имаме различни проблеми. Вие како повозрастен човек, како се носите со се ова време, во времето на корона, пандемија, затварање, како го поминувате овој период? Па видите, вака, јас короната малку сум таков по природа и избегнувам да мислам на неа. Така да повеќе се занимавам со други работи отколку да мислам на неа, дури понекогаш телевизорот го запирам да не слушам, бидејќи тоа ми представува како не баш вкусна работа. Така. Во една прилика ми спомнавте дека имате мала бавча. Како е? Дали роди годинава? Да, имам бавча, на бавчата излегувам и таму си по нешто садиме, обработуваме, имаме и некои домашни одржавања. Добар сум во смисла на тоа, на поправките, нешто си поправам, нешто си фарбам, така да работа има околу куќата, така. Така, сега за нашите гледачи ќе сакате да ни ја кажете вашата биографија, значи каде сте роден, што имате како образование, што имате како работно искуство, онака на кратко за да луѓето имаат представа со кого разговараме. Во ред, роден сум во Радовиш 27.3.1940 година. Стар сум прилично. Така да тука и постојано живеам во Радовиш, учам во Прилеп, виша економска школа имам завршено со многу добар успех. Меѓутоа на високата бев и таму имав положено повеќе испити, меѓутоа не успеав да ја довршам бидејќи имав некои проблеми, мои лични проблеми. Сепак, значи, најповеќе се работев најповеќе на некои работи кои што не ми беа према струката и во социјализмот, а и после тоа почнав нешто и сам да отварам фирми, сакајќи да го на некој начин започнам со реализирање на мојата идеја, меѓутоа и тука некако наидов на проблеми, не ми баш добро течеше. Тоа што не ми баш добро течеше
во врска со работата и во социјализмот и во сегашниот систем, а особено зборувам за сегашниот систем, е тоа што условите за работа од страна на државата не се погодни за никој, не само за мене. Значи да отвориш фирма, ќе ја отвориш некако, ама ако се случи да не можеш да успееш и да ја затвориш, ќе треба да плачеш па да ја затвориш. Тоа е значи ужас, ужас. Нема никаква добра регулатива во врска со отварањето и затварањето на фирмите. И другите услови што се во врска со работата и во социјализмот не беа добри, а и сега не се добри. И на таа тема имам значи многу добри сознанија како треба да биде. Само тоа сега нема да биде во ова, мислам, излагање. Така, сега го спомнавте социјализмот и го спомнавте новото доба во кое што живееме. Ќе се потрудам да бидам погласен. Значи, бидејќи сте човек од една генерација од која што јас лично сакам многу да учам, а сакам да и тоа знаење и тоа искуство да го пренесам и на другите помлади генерации, дали ќе сакате малце да ни го пресликате времето во кое што живеевте во социјализмот? Значи, какви беа условите за работа, какви беа социоекономските односи и што е тоа што во тој систем беше добро, а што е тоа што не беше добро, што беше за поправање, да речеме? Да. На ова прашање, мислам, ќе одговорам и сум сигурен дека ќе ја кажам што се вели висината, како се тоа сето случуваше. Социјализмот беше една нова идеологија која имаше некои своји замисли, меѓутоа за време на реализирањето на тие замисли не се одвиваше како што се замислувало спрема тие идеолози. Социјализмот и јас самиот долго време го живеев во него, чувствував дека не и тој како, мислам, систем не е во ред, не дава резултат како што треба да даде, према моето сваќање што ми беше и тогаш и сега. Значи, резултатот беше дека и во социјализмот беше присутно неслагање на работниците и на сите луѓе со односите во врска со вреднувањето на трудот. Односите во врска со вреднувањето на трудот, иако беа малку, како регулирани, да не смеат да бидат поголеми од толку до толку, сепак тие односи беа пак ненормални. Да речеме, за исти труд, само во различни организации, 3 пати, 5 пати, во едната организација трудот беше ценет повеќе, отколку ли во земеделската организација, да речеме, или во оваа тутунското предпријатие, да речеме. Така да, значи, луѓето, сосема бев убеден дека владее такво мислење меѓу луѓето, дека не ги признават тие односи што владеат во врска со вреднувањето на трудот. Сега, јас бидејќи како од дете, од 20 години па на тука, почнав да размислувам на таа тема. Значи, тоа од 20 години е фактички од социјализмот, во време на социјализмот па на тука. Така да, значи, почнав да размислувам во што е сега причината за таквото однесување на луѓето и дали може нешто да се во тој правец поправи. Сватив, а и бев близко тоа се вика, сватив дека, значи, штом луѓето не признават такви односи, фактички, кој треба да биде признавач на новите односи, како што треба да бидат поисправни, поправилни. Значи, тој што не признава, треба да го обрнеме сега во улога од непризнавач, во улога на признавач на односите, какви односи треба да владеат. И на таа тема скоро речи
напишав право на вреднување на трудот се вика, или систем за општествено признание на трудот преку областа на средината. Имам и направено книга, огромна книга, што сметав и тачно е кажано пак на кој начин тоа признавањето на вредноста на трудот треба да се одвива преку изјаснување, преку обединување и преку почитување на мислењето. Така да само немав прилика да ја издадам книгата во тоа време, бидејќи условите беа подруги, а инаку моето однесување за време на социјализмот беше такво што пишував различни писма до сите во власта, до партиските органи, до власта, никој ништо не мрднуваше со рака. Иако им во очи кажував дека системот има нешто што му фали и нема да може да успее. И на крајот испадна моето. Значи, стварно не може да успее. Сега сакав само уште тоа најповеќе да го акцентирам. Тоа е дека тој систем создаваше постојана инфлација. А ја создаваше инфлацијата, на мене ми беше потпуно јасно зошто. Заради тоа што после 55-та ли беше која година почна и да се формират работнички совети во социјализмот, во сите фирми, така да значи добивката што се остваруваше во фирмите ја делеа работниците, се викаше работниците или работничкиот совет, и јако позади тоа пак имаше влијание директорот или некои повисоки органи во фирмата. Зборот ми беше, значи, кога работниците ја делеа добивката, тие ја делеа фактички неправилно. На работниците повеќе одвојуваа заплати, отколку ли на вложените пари во фирмата што се вложени пари со кои се работи. Нели со тие пари се работи, на нив одвојуваа некој мал процент, 5%, 10%, се викаше за проширена репродукција. Демек, за да ги средствата умножуваат малку, да не бидат се истите средства со кои се работи. Така да, значи, тоа што на работниците се даваше повеќе, тоа представуваше еден вид пуштање на пари, поголема маса, пуштање на поголема маса на пари, на име куповна моќ, а парите како вложените пари со кои се работеше, тие бидејќи немаа, значи, потенцијал да добиват поголема сума на пари од добивката, тие заостануваа во поглед на правењето на понуда, создавањето на стоки и услуги. Така да, значи, во социјализмот создавањето на стоките и услугите беше помало во однос на пуштените пари на име куповна моќ. И штом има пари повеќе пуштени на име куповна моќ, а помалку маса на создадена понуда, тоа е веќе знакот за начинот на создавањето на инфлацијата. И така, тоа се одвиваше уште малку само. Тоа е, значи, вака, јас и самиот, кажи речи, целиот период на тој социјализам, тоа не можев да го разберам во целост. Не можев некои работи од него да разберам, иначе нешто разбирам. И сега на крајот веќе, понакрајот или од социјализмот беше или од почетокот на капитализмот, почна да ми проработува мозокот дека, значи, социјализмот не е всушност социјализам. Тоа е пак капитализам. Само по основ на труд, по основ на трудот. Трудот се третира како капитал, на кој му се дава можност да се богате, а парите, вложените пари, се држат, кажи речи, на ниво, и ако им дават, нели, по некоја пара, што викаме ние од добивката, него сепак се држат на ниво на стока. Како што е сега случајот во сегашниот систем. Трудот е стока, а вложените пари се капитал. Тогаш беше обратно. Ама тоа почнав да го после уклучувам. И сега веќе, тачно и во идеологијата што имам пишувано, тачно имам кажано дека социјализмот беше не социјализам, туку трудов капитализам. Сега, кажете ми, што се промени, многу накратко, бидејќи мислам малце дека и го спомнавте тоа, што се промени после 90-та година, кога се
сменува системот, дека економскиот систем социјализам не е добар и сега веќе 30 на години сме во она што на запад одамна го има, а тоа се вика капитализам. Што тука во тој однос работа, односно труд, пари се смени во капитализмот? Што се промени во капитализмот? Капитализмот, видите, капитализмот ништо не се променува во капитализмот, си е капитализам систем кој ние сите, значи во социјализмот, живеејќи во социјализмот, дојде до еден таков степен на убедување на луѓето дека во социјализмот не се работи, иако и тогаш се работеше, не да не се работи, не се работи, само брата се клата, добива се плата. И тогаш почна, значи, разубедувањето на луѓето дека тој систем не чине, а капитализмот како капитализам, кога ќе дојдеме во него, значи ќе имаме, значи ако работиш ќе добиеш. Демек тоа е подобар систем. Што не е воопшто точно. А тоа сакав да речам дека капитализмот како капитализам, он не е променет никогаш, нити ни сега не се променува. До сега, мислам, не се променува. Само евентуално, пак се да кажем, малку не е заради тоа што сакам да се пофалам, него он би се променил само под услов ако се прифате таа мојата забелешка на системот што не му чини, што треба да се исправи. Зборот ми е сега. Капитализмот како капитализам, он е, значи, природно одговара он на условите што владеат. А условите што владеат се стоковно-парични односи. У тие стоковно-парични односи не може да се изграде друг систем, освен капитализам. Ама, капитализам, како што се изгради во социјализмот, тај капитализам по основ на труд, тоа значи капитализам што стои само на едната нога. Значи, почитува го само трудот, а парите не ги почитува, не ги доволно плаќа колку што се заслужни со нивното, значи, внесување во работата. Така да сега е обратно пак во сегашниот капитализам. И сега имаме пак капитализам на кој само на едниот учесник во работата му е дадена можност да се богате, тоа е на парите, на вложените пари. А додека на другиот, на трудот, на вложениот труд на работниците не им е дадена таа можност да се богатат. И тој сегашниот систем, и тој стои на една нога. Мојата идеологија е во тоа што системот капитализам, пак капитализам, не може да биде друг систем кој одговара на овие услови. Само да не биде погрешен. Капитализамот, исправниот капитализам мора да стои на две нози. Значи и вложените пари да ги третира за капитал, и вложениот труд да го третира за капитал. И тука сме веќе на чисто дека системот мора да биде веќе исправен и мора да даде резултати подобри, него ли што ги даваше социјализмот или што ги дава сегашниот. Сегашниот систем дава лоши резултати. И социјализмот, денешниот систем дава лоши резултати у смисла на тогаш инфлација, сега е дефлација. Ама, значи, таа дефлација у сегашниот систем во капитализмот, оние на некој начин замаскируваат, бидејќи она се наваѓа у залихите, у непродадените стоки, и они тоа не можат да го кажат дека е како нешто обезвреднено, но туку мислат дека, значи, нема дефлација или има инфлација од 1, 2, 3 или 5% што го кажуваат. Сите тука тие работи се малку испомешани и не им се реални у познавањето на таа смисла на економијата. Така, сега со овој одличен вовед кој што го направивте, доаѓаме до сршта на нашево видео, а тоа е вашата уникатна идеологија за спојување на овие две страни, значи на правилното вреднување и на парите и на трудот. Така би ве замолил сега малце подетално да ни објасните вашата идеологија, да ни објасните во што се состојат вашите сознанија и како сето тоа го замислувате. Добро. Видете сега. Значи, мора тоа да се извлече
малку и од попрактичен пример. Не можеме нешто да го објаснуваме ако не го докажеме. А практичните примери се најреални за докажување. Добро, извине, малку нешто се тропна тука, па да не сметаше. Добро. Еве вака. Не знам дали вие забележивте дека јас често пати кажувам дека и на спечаленото одговара создадена понуда. Со математички прикажано, спечалено 100 динара еднакво, рамно на 100 динара, значи стоки кои вредат 100 динара. Значи, и на спечаленото одговара создадена понуда. Ако ова го разбереме, целата моја идеологија се содржи во разбирањето на тоа. Сега јас ќе кажам како. Да речеме, произведуваме 100 единици. 100 единици произведуваме. И за нив даваме, исплаќаме пари 100 динара. 100 единици, 100 динара. Меѓутоа, ние тие 100 единици нема да ги тука не ја вклучувам тука, не ги вклучувам тука исплатените плати и пари што треба да спечалиме, нели, да има и профит, да има и повеќе од исплатата на платите. Не ги вклучувам. Само до тука, значи 100 динара и 100 динара имаме исплатени. Ако тие 100 динара и имаме пуштено 100 динара исплатени пари, значи ако ги, да речеме, ние продадеме пак по истата цена по 1 динар едното, 1 динар едно. Значи сите ќе ги испродадеме. Од има пуштено 100 динара. А сите фирми на тај принцип работат, нели? Сите набавуват, пуштат, набавуват, пуштат. И сега тоа се отпосле, ја знаа се оно како се оно размешува помеѓу фирмите. Од таа, другата, од другата. И зборот ми е, значи тука, ако ги продадеме по таа цена што ги произведуваме, сите ќе ги продадеме. Арнама, ние нели ќе ставаме 25 динара печалба. Ќе ставаме таа печалба, од неа да можеме да исплатиме плати и да можеме да исплатиме, мислам да оствариме профит. Профит да оствариме. Сега веќе имаме, значи по динар и 25 пари ќе ги продаваме, тие 100 единици. Ако ќе ги продаваме по динар и 25 пари, тие 100 единици, колку единици ќе потрошиме? 100 делено на динар и 25, на динар и запетка 25, ќе потрошиме 80 единици. 80. А сега 20 единици што остануват, тие единици ќе ги потрошиме само под услов, ако ја продадеме печалбата, таа што викаме ние за плати и за профит. Ако ги нив исплатиме у фирмата, тога и тие 20 единици ќе ги потрошиме, оти ќе пушиме пари. У теку на годината е сосем јасно дека нели се пуштат пари за плати. Од таа понуда од неисплатена, мислам, 20 единици, у теку на годината како што ги исплаќаме платите, од неа ќе се потроши. Оти има веќе пушчено пари, значи ну промето говорам јас се за во целина, не говорам за нешто единично. И ќе потрошиме од тие 20, а другите ќе останат за кога ќе го исплатиме и профитот кога ќе го исплатиме, а од платите ќе потрошиме. Ама сега имаме вака. Кога дојде крај на годината, ние го исплатиме профитот, ама останува многу од тие 20 единици, ако за профитот одговарат 10, а 10 одговарат за платите, за работниците, значи останува така да ние у теку на годината сме исплатиле 8, остануват, значи 2 единици остануват неисплатени и на тие 2 единици неисплатени одговара понуда. Одговара понуда што се собира. Значи понудата е фактички таа понуда се однесува на работниците кои имат право на дел у профитот. Они не го добијале тај профит,
него добијале тај профит, така да значи нијните единици, 2 единици остануват, значи нема куповна моќ за нив и остануват кај газдата. Кај газдата остануват значи и 2 единици како единици како стока и 2 единици како пари. Остануват кај газдата. Сега газдата значи има значи му се трупа на него на тај начин што на работниците не исплаќаат колку што треба да исплате, кај него се трупа значи стварно и пари, ама и на тие пари се трупа стоки што вредат у вредност на тие пари. На него тие стоки не се за него наменени, што речекме 2 единици. Не се наменени тие се наменени за работниците за лична потрошувачка. А неговиот дел на газдата што му се паѓа од профитот, неговите пари, неговите 10 единици, они не са лична потрошувачка, они са инвестициона потрошувачка. Значи неговите пари од профитот што му следуваат за газдата, он ги троши за инвестициона потрошувачка. Инвестициона, не за лична потрошувачка. Така да значи личната потрошувачка е тука пореметена поради тоа што значи на работниците не им се дозволува целосно да остварат својата заслуга. Они преку пазарот на труд не можат да остварат целосно својата заслуга ако не учествуват и у профитот. Они имат фактички заслуга за создавањето на профитот, не за целиот да го земат они, него дел, а кој е тај дел што на нив припаѓа, тоа го имам обработено во идеологијата и точно кажано дека е најреално, најточно, што така треба да биде, Сега, кога веќе објаснив дека, значи, станува збор дека на спечаленото одговара создадена понуда, значи, неисплатениот дел на работниците, у вид на заслуга, у вид на пари од профитот, во висина на него останува понуда кај газдите. Таа понуда кај газдите се трупа и она не може да се продаде. Она не може да се продаде, оти нема куповна, оти не се пушта. Постојано така се работи на тај принцип. Значи не се пушта пари, а трупа се понуда. Сега кај таа понуда у вид на пари колку е од профитот, тоа не може да се рече бидејќи она се однесува повеќе на понуда која вреди толку пари. И сега значи што имаме ситуација да се таа понуда повеќе натрупа и ја надмине границата на издржливост, тука избива веќе и се појавува во форма на појава на криза. Кризите е тоа, значи, објаснението за кризите е тоа, не може да биде друго. Значи, понуда натрупана кај газдите во фирмите и за кое што нема пуштено пари да може да се троши. Нема пуштено пари да може да се троши. Таква понуда, дека стварно ја имав јас прилика да гледам и на некои слики на Фейсбук, некоја фирма што произведува лимузини, коли, не може, значи, што не може да ги продаде колите и магазините и се полни со стоки, она ги колите изнесела надвор на улиците, наредени коли, не може да видиш колку. Значи, тоа е натрупаната понуда, што викам јас, за која нема пуштени пари за трошење. Сега, вака, ќе продолжим уште малце. Как се делбата? Слободно. Делбата как се врши? Чекај, ќе ја кажеме после делбата. Не делбата сега наред. Сега едно нешто да разјаснам. Значи, тоа дека е стварно така е едно друго, да кажам дека, значи, капитал
ние сите зборат ја и денеска, значи во денешното време, сите зборат вика капиталот пари, никој не спомнува за капиталот, или ако спомнат во друга конотација го спомнуват капиталот труд. Не го спомнуват, него капиталот пари бил тај причината што, значи, се он трупал, он правил ги сите проблеми. Не е точно. Не е точно. Сега, сакам да објаснам, значи, од дека извира тај капитален однос. Капиталниот однос од дека извира. Он има извор што извира. Он извира од тоа, како што реков преска, дека, значи, штом кај газдата одат, значи, дел од профитот, а кај работниците не оде ич, а кај газдата оде дел од профитот. Сега, тај дел од профитот што оде кај газите, не е сет негов. Па, ако оде кај него, не е сет негов. Од тај профит, од тие стоки, бидејќи не може да ги продаде, тие стоки повеќето кидат у отпад. Или преку снижување на цени нешто малку ќе потроши, како што има и во Америка, ако сте слушнали, на кило продават роба. Збором е, меѓутоа, повеќе од него кидат и у отпад. Това се вика, значи, дека он, иако присвоил тук труд, тај тук труд не е па негов. Еден дел од него мора да го изгубе. Он мора да го изгубе. Сега, меѓутоа, имаме сега друга ситуација. Еден дел од тај профит, он и го добива и го искористува, колку толку искористува. Сега, тај дел од профитот, што он добива и го искористува, тај дел од профитот му дава на него можност да му се, значи, да му се зголемуваат вложените пари, да се богати. Тоа се вика да се богати. Таа можност што ја има он со неговите вложени пари да се богате, тоа е изворот што извира од него, значи, тоа да се наречат парите капитал. А парите капитал се само под услов ако се вложени во работа. Ако не се вложени во работа, не се капитал. Они се само вложени пари во банката и потенцијален капитал може да се рече, ама не се капитал. А капитал се само тие пари кога се вложат во работа и кога од нив добива профит и кога тај профит му значи дека тие пари ќе ги зголемува. Сега, тоа нешто има сега две ситуации. Ако случајно, усачно уште малку само да кажам тоа. Нема проблем. Тие пари што ги добива на име профит, газдата, тука е веќе малку смешана работата, самиот систем, смешана е работата, во тоа што тие пари па не се само пари. Тие пари се фактички и камата на неговите вложени пари, камата што би при предпоставка он не би ги уложил таму, ако би ги дадел у негде да ги на друго место уложи, он ти добива и камата, така ли? Значи, он има у тај профит што го добијал, има и камата, што е, значи, у заедница кажано, речено во како заедничка сума, и плюс профит. Сега, значи, профитот е тај што служи за богатењето, а додека каматата што ја добива, она не служи за богатење. Она служи само за одржавање. Парите да не му загинат, со други зборови речено. Да не му загинат парите. Значи, тај дел од профитот што го они збркуват, заедно да го третират, и е така. А иначе по правило треба да биде во текот на годината, работниците да примат плата, а газди за вложениот труд, а газдите во текот на годината, на крајот на годината тоа, да примат камата за вложените пари. Камата. Сега, платите и каматата од вкупната печалба која ќе се одбијат, тоа е чист профит. Тоа е веќе чист профит, тоа се вика профит. А сегашниот профит, тај што како профит третират, не е чист профит. Значи имаме две ситуации, не знам тука дали сум јасен, но мислам дека сум јасен. Сега, зборот ми е, значи, дека од можноста, ако ја има вложениот учесник во работата, ако ја има можноста да се богате,
он може да се третира како капитал и треба да се третира како капитал. Таква можност работниците немат. Они се третират само како стока, а и парите, ако до тај степен гледано, кога примат пари, кога примат камата, и они тај степен се вика третман на стока. Значи и парите треба да се третират у две форми, у два облика. И трудот треба да се третира во два облика. Во облик на стока и во облик на капитал. Стока и капитал не е се исто. Капитал е веќе можност за богатење, а стоката, кога си у ситуацијата на стока, ти си у ситуација на одржавање. И трудо, исто така. Он, ако взима само плата, оня анџак се одржава колку да не умре. Ние што викаме, не е по-просто речено. Не е това, как се вика, буквално речено така. Има нели ситуации кај некои што се побогати, не доваѓа до таа ситуација да умре, меѓутоа и они се оштетени. Значи, и они се на ниво на стока кога се третират, и они, значи, не го добиват това, што треба да го добијат за още повеќе да се богатат, што треба да му даде можност да добие третман на капитал. Не добива третман на капитал. И он как да се деле. Парите како не е Добро, уште малце сега ќе продолжиме малку, знаеш како се тоа, како се вика, изгубе малку во движењето на мислата. Зато имате добар асистент до вас кој што ви помага во мислата. Имаме, види, на таа тема имаме да се зборува колку што сакаш. Сега, имаме вака, да кажам тоа. Значи, најважно за сите луѓе што ме слушат, најважно е тоа да ме разберат, ама за да ме разберат потребно е малку, и па што викаме ние, реков и пред малку, пред тоа го објаснив со практичен пример, а сега ќе кажам друго, со некој сличен на практичен пример начин. Треба прво сите ние што и мене што ме слушат, и сите што сме присутни, што живееме и што се бореме со живото, сите ние треба да бидеме способни да забележуваме што ни се случува пред очите. Пред очите се они што случува, не негде надвор у вселената, него пред очите што ни се случува. Пред очите ни се случува кризи. Пред очите ни се случува војни. Пред очите ни се случува иселување. Пред очите ни се случува тероризам. Пред очите ни се случува формирање на сојузи воени и економски. Пред очите ни се случуваат и внатрешни проблеми во државата една купа. Нема значи добро здравство, нема добро образование, нема добро, значи многу проблеми ни се случуваат. Сега ние за да извлечеме сознание, која е таа причина што сите тие што излезеле на видело, сите тие проблеми се излезени на видело. Зошто? Која е таа причина? Постоа ли причина или не постоа? Дали се така од слободна рака излезеле? Не се од слободна рака излезени, него се поврзани со причина. Нема ништо што излева на видело без да постоа причина, како што случаја и со болестите, да не речем. Причината, значи, за излевањето на овие проблеми е, како што реков, во погрешната поделба на спечаленото. Сега, како? И зошто и на кој начин таа погрешна поделба на спечаленото стигнува до таму да ги тие проблеми произведе? Еве како. Од тај начин, како што се трупа понуда што се трупа, значи поради погрешната поделба се трупа понуда кај фирмите, што речекме пуно лимузини на улиците. Значи таа понуда се вика понуда без покритие. Значи нема пушчени пари, затоа викаме без покритие. Таа понуда без покритие сега, кој е разумен, мора да свате, не може да не свате. Она што тражи? Она тражи да се продаде. И това како да се продаде? Не милум, нема покритие, на пазарот нема пушено толку пари, за да може она да се продаде милум.
него она траже и она принудува некој го принудува, тај кој што е побогат, тај кој што има поголема воена сила, принудува го да употребе сила. Зашо? Да употребе сила да освое пазари, за да може таму да однесе и да ја продаде таа понуда. Оди кај нив, кај тие богатите се најмногу создават. Они имат највисоката технологија, највисоката индустрија, таму ја има. Сега, они значи, за да го решат тај проблем, за продажбата на таа понуда без покритие, они се тие што прават сојузи, они се тие што прават блокове, они се тие што прават сфери на влијание, они се тие што прават се заради пазарите, не заради друго. Сега друго, не викам, у основа заради пазарите. А покрај пазарите после они го поврзуваат това и со тоа шом те значи стават под рака, после ќе ти ги користат и твоите домашни ресурси, ќе те експлоатират како што они знаат до крај, за да може да ефтен да те исцицат. И на тај начин, значи, се создават тие сојузи. Сега, некој ти рече, многу души го поставуват това прашање, ама ти не ли гледаш како има пуно држави, разбираш ли ме шо? Па таму кај них има развој, таму не ли гледаш што ти има развој, таму разбираш ли ме живеат човеците многу добро. Чекај бе, човек, они прават сега злоупотреба на системот, они развојот не го добиват на исправна основа. Разбираш, на поштена, што викаме ние, на поштена основа. Они прават злоупотреба со тоа што формираат сојузи, со тоа што прават, разбираш, блокове и со тоа што прават колонии. Од нас, од Македонија, направија колонија. За да можат да ни го земат пазару и земаније пазар, 80% странска роба. Значи, тај начин е, значи, што успеват, значи, некои држави да се подобри. И иселувањето сега нели е нормално, што они таму не прекинуваат со работата. Разбираш, они фактички на тај начин наваѓаат пазари. Иако у систему гледано у целина закучување има, закучување кризата избива. И дури и они ја почувствуваат, ако се богати, почувствуваат и они знаат дека има криза. Ама они ја совладуваат кризата, а ние не можеме малите држави да совладаме. Они ја совладуваат кризата така да кај нив па продолжува развојот, па продолжува потребата од работна снага, па продолжува и нашите сега према кои ќе одат. Там према нив ќе одат, таму е иселувањето оде према богатите држави кои што значи прават злоупотреба со тие пронаоѓање на пазари со сила. На тај начин е тоа иселувањето, сакам да кажам, генезата и ова начинот на кој, ова е причината поради која се случува иселувањето е таа. Поради понудата без покритие, таа понуда без покритие предизвикува потреба од продажба, а таа потреба од продажба милум не може да се десе, него се дешава силум. Тука тај дел го, значи, мислам, разјасних колку што можев. Понатаму Како вашата уникатна теорија може да најде практична примена? Значи, кој е делот што државите треба да го направат како промена, дали законодавна, пред се мислам законодавна, а и промена на начин на размислување за да овој систем се подобри. Значи, зборуваме дека капитализмот како таков е природен систем, но има потреба од менување. Сам кажавте, како сето тоа да се примени? Практично. Добро, сватив, мислам, добро ме подсетувате. Мислам дека ќе го заокружиме. Мислам да биде вредно, валидно. Чекай сега, боли. Беше ми мислата. Тоа како да се реализира. Видејте сега. Мојата таа идеологија, да не ја крстувам мојата, бидејќи на многу души, кога ќе рече човек мојта, како да им помалку боде у очите, чинатот и јас со неа ќе заработувам. Мојата идеологија, јас не ја форсирам заради да заработувам, него ја форсирам заради тоа што сакам да оставам нешто од тоа што го јас разбирам, да оставам белки и некои други ќе го разберат, па ќе успее да се реализира. Збору ми е реализацијата на таа идеја е
возможна. Јас ако не сум помислил о тие возможна, значи тогај ќе самиот ќе крстам идеологијата утопија, значи нешто што нема да има крај, нема да има реализација. А реализацијата е таа кога луѓето ќе ме разберат, еве да не речеме од целиот свет луѓето, него тие луѓе од нашата средина, македонската средина, у која што нели сите ги јас третирам како македонци. Ако ја разберат, да почнат да ја разбират, ајде да речеме, или па и дури да стигнат до тај степен да ја добро разберат. Суштината на таа идеологија, суштината дека од неа у случај на реализација никој не губе, никој не зијане, сите добиват. Това е најинтересното. Значи, мојата идеологија, таа идеологија што јас разработувам, се погоди. Значи, да речем по некоја случајност или стварно си е така, што се работите случуват, погодува се така да никој не повредува, ни капиталистите, ни работниците, ни државата, никој. Сите ги става у позиција, ако се мудри, ако се паметни, сите ги става у позиција да добијат, а не да губат. Сите. Сега ќе речем како. Нели, на сите ни е јасно дека појавата на криза значи кочење на работата. Закочува се работата. Шом произведеле фирмите пуно коли, и они веќе не може да ги продадат, веќе закочат работата. Работата се закочува. Значи фирмата почнува и да престанува со работа. И дури отпушча работници, това не е јасно на сите. Отпушча работници, намалува плати овоно. Сега, ако се реализира оваа идеја мојата идеја, значи ако се нормално пуштат пари во оптек како на име куповна моќ и да се троше таа понуда што се создава, не до крај. Треба да се свати и тоа. Нема ништо до крај, него да се троше или да се создадат подносливи односи помеѓу понудата и побарувачката. Значи, а у подносливи односи помеѓу понудата и побарувачката се подразбира да, значи, ако треба некој има малку повеќе понуда што останува, ама таа понуда што останува по пат на умерена, сега не жестока. Сега има конкуренција, тама е многу жестока. А по пат на умерена конкуренција и она ќе се троши. Така да, ќе дојдеме, ќе стигнеме до тај степен на приближно трошење на понудата и побарувачката. А, тоа приближно трошење на понудата и побарувачката што значи сега? Тоа значи дека работата ќе тече. Значи нема да има застој у работата, нема да има отпушчење на работниците, нема да има коли на улиците, нема да има, значи се ќе тече нормално. Шом ќе тече се нормално, у нормални услови кои ќе работат капиталистите и кои ќе имат, значи, нормална работа, дали нема да добијат повеќе преко развојот, преко тај развој, дали нема да добијат повеќе отколку ли што со сега добиват со тоа што им одзимат еден дел на работниците. Да го потврдам. Право за да го потврдам со пример. Со пример да го потврдам. Јапонците, и тоа беше у јавноста излезено преко информативните средства, забележуваат дека немат развој. Капиталистите јапонци, зборам за нив, забележуваат дека нема развој, ама таму изгледа многу повисок степено на културата, на почита, на знаењето. Забележуваат дека немат развој и сите капиталисти се договарат на ниво на држава да ги зголемат платите. Зголемуваат ги платите и за кратко време забележуваат, промето пораснува, почнува значи да нема залихи, почнува значи да има развој, сега, ако е веќе некој, да речеме, паметен, и мислам сме сите паметни, и сега, зголемувањето на платите, што ги зголемиле платите, што значи тоа? Тоа значи мојата идеологија. Ја како? Он, шом ги зголемува платите, на него мора профитот да му се поднамале. Оти на товар на профитот, ќе се одразе, не може да не се одразе. Оти он, од дека ќе земе пари, за да даде на работниците.
Значи ќе земе помал профит ќе остваре помал профит. Значи е натовар на профитот, зголемувањето на плат. Истото го имаше и случај, иако не сакајки, иако не го много поштувам, значи не сакајки, еден наш врвен раководител вика, ќе ги покачиме, вика, малко пензиите, ќе покачиме платите, ќе покачат, вика, работниците и на работниците плати, ќе мрдне малко работата. И што е тоа? Тоа е сето пак натовар на профито. Ќе има помал профит, а парите ќе идат кај работниците и работниците ќе почнат да имат подобра куповна моќ и тоа што го има како создадена понуда без покритие ќе се потроше. Збором е, значи, на тај начин се добива развој. Шом се добие развој, значи сега ништо не губат капиталистите. Они ќе од една страна дадат, од друга ќе земат дури и повеќе, дури малку повеќе ќе земат. Сега другото, фирмите исто така е. И фирмите е исто така. Ако, значи, од една страна попушчат да дадат на работниците како што треба да дадат по таа мојата идеологија, значи од друга страна ќе добијат повеќе и ќе има развој. И трето, државата. Исто така и државата. Ако у фирмите има добар развој и има добар, значи, промет, добар, как се вика, бруто продукт, значи од тај бруто продукт државата црпе преку даноците, преку придонесите, црпе пари што ќе идат у буџетот и таму ќе има повеќе пари, значи и они не губат, него добиват. Значи сите добиват. И сега да неќеш да го спроведеш нешто што е у корист на сите, тоа е срамота. И сега како да го спроведеме? Како да го спроведеме? Речех јас пред малку, само нели го свртех разговорот и другото да го појаснам, ќе го спроведеме на тај начин кога свеста кај луѓето, кај нашите луѓе, барем кај нашите, кај македонските луѓе, свеста ќе ја дотераме, у смисла на разбирањето ќе ја дотераме, да го разберат тоа сега што го говорам, да го разберат. Ако го он разбере, треба на него това што му го кажувам, или што го кажувам, ајде не речем што му, това што го кажувам да му влезе на него, што викаме ние у свеста, у подсвеста, дури у жилите, дури у коските. И он веќе да знае што треба да направи, за што треба да се бори. И това е причината за сите проблеми што ги имаме. И за иселувањето, и за сиромаштијата, и за војните, и за се. Ако кај нас луѓето го тоа сватат, и кај нас настане едно движење, еден отпор, едно барање, што викаме ние, прво до власта, барање, да ја спроведе таа идеологија. Да ја спроведе, таа е многу лесна, не е тешка. Таа идеологија што од 5 реда напишана, у едно законче маленко од 5 реда напишана. И ако е она спроведе кај нас во Македонија и почне она како идеологија да дава резултати, а ќе дава уште првата година. Уште првата година ќе даде резултати, збором е. И дава резултати. Нешто што е убаво и што дава резултати, оно се лесно пренесува на светско ниво. Не на ниво на само кај нас. Право веднага ќе видат французите, ќе видат германците, ќе видат работниците, ќе видат луѓето, ќе видат. Ке рече, чекај бе, ова е веќе, значи, истината за ние мајките што ги имаме. Нем да мислиш дека у Германија немат проблеми. Па таму има проблеми огромни, поголеми од нашите. Таму и таму народ има пуно што живее за многу со многу помалку спрема ние стандард гледано таму со многу мали приходи. Збором е, значи, ќе се прошире на ниво на систем. Сега, кога ќе се прошири на ниво на систем, во Франција, Германија, Англија, Италија, сега сите држави, тука веќе се создава нов систем. Мислам, не мислам на некој друг систем, нов квалитет, сакав да речем, нов квалитет на системот. Тај нов квалитет на системот сега нема веќе подлога. Тие што се богатите немат подлога на што да стоат за да можат да прават такви непоштени работи. Непоштени работи у смисла на злоупотреба на тај што беше што го даваше резултат тај систем, поранешно што го дава. Значи, на нив им се веќе подлогата им се оттргнува и они еден вид паѓат. Нема потреба ти, пазар ќе има.
За сите ќе има пазари без да употребуваат сила. Толку има пуштено пари, толку, а тоа се распоредува. Да не ме свате некој буквално дека на ниво на држава не станува збор. Држави, нели држави со држави комуницираат, нели држави со држави вршат тргови. Това се сето уплетува. Сето се распоредува на тај начин, само ќе стигнеме на тај начин со таа идеологија ќе стигнеме до степен кога нема да се создава понуда без покритие кај сите држави. Кај сите. Нема да се создава понуда без покритие. Шом нема да се создава понуда без покритие, ќе ја однема потребата за употреба на сила. Значи ќе престанат војните, ќе завладее нови односи меѓу луѓето. Дури ќе се стигне, да не речем дури ќе се стигне и границите да бидат уништени. Мислам, само формално прикажени. Нема да има потреба, зашо да се караме со соседицом, кога нема потреба кој и они, ние ќе живееме добро. Ќе живееме добро како луѓе. Значи, самиот систем ти дозволува, значи, сакам и тоа да го поврзам малку сега. Сега, значи, сега ми дојде на памет, пак го малку испуртих. Ке живееме. Сега што се прават сите тие сплетки ги прават за да ни повредат, как се вика, идентитетот, да ни повредат националноста, јазикот, да ни повредат историја. Сите се тие и они се поврзани со таа причина. Таа причина ако се отстране и они ќе исчезнат, ќе немат основа на што да стоат, ќе паднат, ќе нема потреба, ќе нема некој на некој да му од економската страна на живото е посилна, другата веќе останува како еден вид што треба да ја негуваш само, а не врз база на неја да живееш. Живее се врз база на економската основа на луѓето. Они ако сите почнат да живеат добри економски, нема кој да ги злоупотребува. Сега и за време на сите тие политички игри сега што се прават, разбираш, ни ги злоупотребуваат. Заради што ги злоупотребуваат? Заради това што економската основа им е различна или им е тешка и они ги злоупотребуваат политичарите. А после ќе нема потреба да ги злоупотребуваат, нити па луѓето самите ќе кандисат, нема да кандисат ни самите да бидат злоупотребени. Зашо? Он има добар живот. Тај систем му на него овозможува добар живот. И што има некој да го злоупотребува, преко некои нереални понуди, преко нив да освое власт. Не. Тие се нереални понуди. Сегашните луѓе, сите што действуваат на тај начин, што прифаќаат всушност, го прифаќаат тај начин на политичко действување, сите се во заблуда, сите се во погрешна насока. Зашо ли? Заради тоа што фактички политичарите сега не им нудат ништо ново. Они им нудат, најпросто речено, одржавање. Исто како јас у моите куќи дома, што треба да го поправам кревето, или треба да поправам некој степеник, или некоја улица, некоја патче кај мене дома што има, това истото е одржавање. И они по пат со такви некои понуди за одржавање привлечуваат гласови од народот. Јас се слагам, ама да привлечеш глас од народот на друг начин, не на тај. Да привлечеш, да речеш, јас ќе изменам тоа и од сега натаму ќе нема иселување. Од сега натаму ќе нема да речеме други работи, сите сиромаштија ќе нема. Луѓето ќе почнат невработеност ќе нема. Значи, да го видам, ама да каже не тие се нереални. Таа е нереална понуда, таа понуда е одржавање. А он треба да каже понуда што ќе значи развој. А нема толи таква понуда никој. Таква понуда што ќе значи развој дава само тамо мојата идеологија што јас трасирам, што јас оформих како идеологија и што знам дека ќе даде развој.
Што треба? Така. Господине Колев, спомнавте книги дека имате напишано, сега пред крај сакам да ве прашам, мислам дека на Facebook имам видено дека некои од нив се објавени. Да ги спомнете на кратко вашите книги? Оти нека се дека печалбата, точно оти системот треба тоа да се... Чекай, после ќе го тоа да искажем уште малце, жената ми е тука па сака да ме подсете. Да, нема проблем, да ви помагам. Нема на тоа да смета, нели? Нема да смета воопшто. Добро. Значи, за книгите ве прашав. За книгите. Книгите сега ќе ги донесе жената, тука се уфио тоа креденец, ќе ги даде. Сега види, имаме уште за зборување, мислам, за во врска со идеологијата за кажување, има многу уште. Не. Само што нели се на моментот не може човек да го држи. Јас имам и забелешки, ама неќем да читам. Да. Подобро ми е така да се подсетам отколку да читам. Така да сакав да речем дека значи во идеологијата што ја имав и мислам што стигнав до неа, што стигнав до крајните резултати, само во текот на сето тоа едно, стварање на тоа убедување, само на едно место има малце погрешено и таа грешка ја имам исправено. Не е грешката од карактер на штета на идеологијата, него е од карактер на тоа што е поправилно, а не да не е правилно, него е поправилно. Тоа така да биде. И јас што е? Јас у свое време, уште на почетокот кога работев на идеологијата, бев толку убеден дека, значи, кога се деле спечаленото, ќе треба и работниците да учествуваат во загубата. Тоа некако малку ми стоеше за реално, секој би речел одма на прв поглед кога ќе го чуе, секој би речел, па како работникот само ќе учествува во профито, а ако има загуба, него и на тоа најдов после поточен одговор. Еве како. Јас сега веќе сметам дека работниците нема потреба да учествуваат у загубата. Зашо ли? Еве зошто. Бидејќи работниците кога се третират како стока, значи да добиват цена врз база на пазарот на труд, нели тоа се вика стока, тогаш они фактички добиват цена што е пониска. Не ја добиват они реалната цена. И ако он, работејќи во текот на целата година, со таа нереална цена, нели, како стока, само плата што прима, он, ако цела година работе, нели, со таа плата, и како со третман на стока, а работе, иако и да има дури право, да има веќе со новиот систем, да речеме, да има право да учествува во профито и да има право да биде третиран за капитал. Не е битно тоа. Него битно е у теку на годината, он цела година работе по третман на стока. Сега, он фактички, шом ја прима таа плата по третман на стока, он не е тај што придонесува за да има загуба. Он фактички у теку на целата година он дури и дава, а не да зима нешто, да го минусира, разбираш, резултатот, па да се добие загубата поради него. Не. Значи, не знам дали сам јасен, ама мислам оти нема потреба. Сега да ги покажам. Како поделбата да биде не на пола од профито, него кој чекајте, после тоа, само ако ќе имаме уште малце. Еве ја првата книга е дали ќе се гледали? Малце повисоко. Или да ја камерата малце по... Така, добро. Првата книга е таа... Малку погоре, према
Това гледа точно. Да, се гледа, се гледа. Спас на човештвото. Ја и тука. Првата книга се вика Спас на човештвото. На првата книга, како се вика, тај што ги врши Рецензент. поправките, не рецензенто. Уредник. Лекторо не ми беше баш, не можев да најдам лектор баш. И имам, значи, внатре во книгата, не е лекторирана баш како што треба, меѓутоа, книгата ми е, зборот ми е Спас на човештвото. После, кога вториот дел на книгата ја напишав, лекторот ми беше професионалец, разбираш. Така да, он вика, не треба, вика, да биде спас на човештвото, туку треба да биде спас за човештвото. Така да, неко мала наиза игра, да не ги буне, ако сакат да ја книгата земат и да ја прочитат. Книгата е званично издадена во 2 дела и ја има присутна во сите национални библиотеки во Македонија. Во сите национални библиотеки. Така да, значи, кој сака некој да се заинтересира да прочита нешто и од книгите, може, значи, да потраже, има нели најтајни начини како се таму ли во библиотеката да прочита нешто. Мислам, книгите се еден материјал кој што викам вака, у целата ситуација на откривањето на тоа што сакав да дојдам до него, да дојдам до причината, не можеш ти да дојдеш до неа ако не одговориш на милион прашања што ти се поставуваат пред тебе за да ги одговориш. Ако не ги одговориш нив, значи ти у идеологијата не си успешен. И јас преку книгата ми е зборот, ги одговарам прашањата кои сега зошто па така, оти така, од таа страна не, оти така може да биде, значи од сите страни ги гледам аспектите, од сите аспекти ги имам разсветлено ситуациите, зошто баш мора да биде така. Сега сакам да кажам тоа. Од сето тоа што го толку многу, значи, работев особено после во сегашниот капитализам, кога дојдов до сознанието, кога доаѓав до сознанието се поблиску и поблиску, значи, дојдов веќе до конечниот резултат на тоа како треба да се дели спечаленото, за да имаме развој, за да имаме мир у куќа, за да имаме и да нема иселување, за да нема сиромаштија, за да нема, значи, за да системот да работи, да функционира и од системот да го добиваме резултатот што го посакуваме. Кој има систем што сака да граде, а да не добива резултат што го посакува? Сите сакаме таков. Значи поделбата на спечаленото треба да биде по 2 основа. Првиот основ е пазарен, на пазарна основа, а вториот основ е тоа што останува. Тоа се вика веќе, од кого на пазарна основа ќе го добиеме тоа што ни следува, извадеме го од вкупно спечаленото, тоа што е за поделба, него го извадеме и тоа што останува се вика чист профит. Сега тај чист профит, втората основа е тај чист профит да се деле помеѓу работниците и газдите врз основа на влогот од вредност. И газдите имат вложено пари, а парите имат вредност, ама и трудот има вложено труд, работниците имат вложено труд, ама и трудот има вредност. Најголемата заблуда, што не е можело да дојде до ден денешен, што 2000 години трае тај капитализам погрешен, 2000 години и повеќе од кога за парите се поштени оптек, најголемата заблуда е била у тоа што сите викат,
А како вика трудов? Што е трудов вложил? Ништо не е вложил, он оде вика гол. Он влева вика у работа гол. Абе чекај човек. На гол човек, што ќе влезе у работа, ќе му дадеш ли пари? Пари, как ќе му дадеш пари? Ти бърдлив ли си сега како капиталиста, на мене јас гол да влезам у работа и да ми дадеш пари? Не влеам гол, јас влеам с мојата способност, с мојот труд, с мојата умешност. Јас ќе учествувам у градбата на тај твој производ. Ќе учествувам, ќе го работам, ќе го преобразувам, што има некој, како е поделбата на трудот направена унатре, јас ќе бидам учесник у него. Шом ќе бидам учесник у него и шом ти на мене ќе ми дадеш пари за това моје учество, што ќе го вложам тај труд, тие пари се усашност мој влог. Јас толку вложувам у твојата фирма. Толку пари вложувам. Ако парите ми ги ти даваш и ти парите не ми ги даваш како газда, па това грешка. Парите ми ги дават на мене купувачите на твоите производи. Купувачите признават. Они признават печалбата. Ти не ја признаваш. Ти си само исплакач како газда. И исплакач и како првовремен, това се вика, од почетокот кој ќе ми примеш на работа, признавач, това се вика признавач, у таа смисла признавач дека по пазарна основа толку ти вреде трудо. Ама ќе видиме дали купувачите кои ќе ги купуват производите, дали ќе го прифатат това. Значи, најважни се купувачите на производите. Они, ако признават да имаш ти у фирмата печалба, значи да ги покриеш платите, ти што си ги признајал, да ги покриеш платите и да остане профит, работата е во ред. Значи фирмата може да функционира. Сега, не знам, тука дека беше... Тука, таман сме, значи, отприлика разговараме... Сега чекай да довршим уште малце околу распределбата до крај. Ајде, слободно. Значи, по основ, речехме, првото е по основ на на пазаро, по основ на пазаро, работниците добиват плата. А газдите, врз основа на вложените пари, добиват камата. Значи, каматата ја добиват они, газдите на крај на годината. Она не може да се рачуна како на работниците што се рачуна платата месечно или некои дури рачунат ги неделно, ама за каматата она се рачуна на крај на годината и она се рачуна. Това се знае, сите економисти ја знаат таа логика на рачунање спрема времето, колку се учествувале парите у таквото у работата у текот на таа година, спрема времето толку ќе и камата ќе го следува. Това се така рачуна. Например, ако е 6 месеца биле се вложени 100.000 динара, на 6 месеца ќе се рачуна колку камата ќе добие. Избором е, значи, таа е првата поделба. Значи, врз основа на пазарите, пазаро на труд и пазаро на пари. Пазаро на пари, он кажува колку е за таа дотична година, пазаро на пари, кажува и на државно ниво, има кажано колку е, значи, каматата, просечната каматна стапка за 1900, за 2021. И врз база на таа просечна каматна стапка ќе ја прерачуна каматата колку што ќе ја добие газдата. А работниците платата си ја добиват на пазарна основа, това се знае. Вториот дел од поделбата е остатокот, кој ќе ги одбиеме каматата и платите, остатокот да го делиме врз основа на влог од вредност. Влог од вредност, речехме, влог од вредност за работниците се остварените плати. Он колку оствари, иако они не се најреални, ама се најприближно до реалните. Од реалната плата е фактички кој ќе го добие и дело од профитот. Меѓутоа ние и на тоа се согласуваме и е реален показател, и тоа е реален показател кога ќе се земе и остварената плата. И она е најблиско до реалната. Така да, значи остварената плата на работниците и на газдите вложените собствени пари и кредитните пари. Сега некој ќе рече зашо кредитните пари? Кредитните пари се пари на газдите што припаѓаат заради тоа што газдите се тие што го раководат, што ја раководат фирмата, они се тие што ја раководат фирмата и они се тие што гарантират. Кога зимат кредити, они се тие што гарантират. И ако тука веќе се примешува малку и учеството на работниците, ама у основа значи не се греши. Сега,
Како се деле? Најпросто. Профито, самиот профит, он се деле. Значи, профит од 100 динара се деле на збиро на платите и просечно користените пари. Просечно користените пари, колку што се вложени у работата, Тие двете, платите и просечно користените пари се соберат на едно место, и они са, значи, профито, они го делат профито. Добиваме еден коефициент, тај се коефициент, јас го именувах, оти така е реално да се каже, коефициент на припадност. Значи, ако сега тај коефициент што ќе го добиеме, помножиме го со платите, право добиваме колку на платите им припаѓа. Значи, на работниците колку припаѓа од тај профит. Ако го помножиме по вложените пари, што се по просечно користените пари, вложените, значи право добиваме колку им припаѓа на газдите, на собствениците на парите што се на газдите. Значи, шом го поделиме сега, това се вика умаса, колку на работниците, колку на газдите, внатрешната поделба е многу лесна. Истиот принцип владее на поделба и там. На работниците, исто така, значи, колку припаѓа тај профит на работниците? На работниците припаѓа, да речеме, профит 100 динара, а платите на работниците са толку. Кога профитот ќе го поделиме со платите, добиваме коефициент. Тај коефициент кој ќе го множиме по платата на секој работник, веднага, ама това е толку брзо и толку лесно што не може да биде. Веднага за секој работник израчунуваме по колку динара од профитот му припаѓа у текот на таа година. Така и на газдите. Газдите, ако са повеќе газди, 5-6 души газди, нијните вложени пари, профито ги го делиме на нијните коефициенто, добиваме, множиме на секој по колку пари има вложено и секој добива по колку му следува. Значи, таа поделба веќе, значи, многу лесна, само е важно да знаеш што треба да делеш, клучот треба да ти е јасен, а клучот е тај, речевме, клучот е, значи, на поделбата, клучот е, значи, на работниците остварените плати, а на газдите вложените собствени и кредитни пари, просечно користени на ниво на година. И платите са на ниво на година. На ниво на година. Зборуваме за ниво на година. Мислам оти добро е това разјаснено, не е нити тешко, нити нешто неизводливо. Не е неизводливо. Сега да кажем едно друго нешто. Сега се поставува питање, тоа ќе се прифате, да речеме, или ќе се, как се вика, за практикување се однесува за профитните организации. Сега некој ќе рече, па чек сега, а тие непрофитните организации, на кој начин они ќе бидат платени како еден вид, да бидат у врска со капитален однос, да бидат и они у таков однос, не да бидат они изолирани. И това е многу лесно. Многу лесно. Сите непрофитни организации, што са непрофитни организации, кои се знаеме, значи образованието, војската, милицијата, сите са тие непрофитни организации, здравството, сите са тие непрофитни организации. Сите тие непрофитни организации, они добиват нешто врз база на тие сегашните што владеат процентите од платата што се придонесите, некои нели за образование има за ова, за оно, а некои добиват од буџетот пари и за да се, значи, покриват. Сега, значи, тука, у таа област треба да се направи една промена. Една промена треба да се направи со тоа што ако земеш да ги гледаш намената за што им е на сите тие давачки што се у профитните организации, у фирмите. Ако земеш да ги гледаш тие давачки што државата ги зима, за што се наменени, за каква корист, право ќе заклучиш дека сите се наменени за заеднички потреби, за да задоволат заеднички потреби. Тие заеднички потреби са, речевме, милиција, војска, па дури заедничка потреба и пензијата. Оти некој човек работил длго време, треба да му дадеш да живее. Потреба е и това заедничка. Значи, тие сите фондови што ги има сега, треба да се укинат по правило. Зашо ли? Шом се работи за давачка од страна на фирмите, што значи
заеднички потреби, сите тия имат заеднички именител. Значи се вика заеднички именител. Значи, защо па да не ги спомняме у едно? Защо да не ги спомняме у едно, кога имат заеднички именител? Сите са за заеднички потреби. Како ќе ги спомняме у едно? Сите тия давачки ще ги дава фирмата, па дури и персоналниот данок, дури и данокот на добивка, дури и данокот на додадена вредност. Сите тие давачки кои ќе ги собереме, тия са давачки што може фирмата, сите фирми у Македонија, сите фирми можат да ги плаќат на друг начин, на еден многу по-лесен, едноставен, прост, примитивен начин. Тоа е врз основа на остварениот промет. И понатамо фискалните каси ќе се укинат. Само прометни каси ќе се преобразат од фискални у прометни каси. Прометна каса. Значи, промето, секоја една фирма промето мора да го регистрира и да го внесува на неговата жиросметка. На неговата жиросметка, која ќе го внесе промето, државата веќе оформила врз база на това, значи колку е што ќе задоволе тие потреби заеднички да се исплаќат, кој ќе го оформи тај процент колку е, ќе оформи да речеме пример 6%, 6% има давачки за тие заеднички потреби. И донесува закон 6% давачки за заеднички потреби на остварен промет. Това е од 3 реда закон. Од 3 реда. И фирмите сите 6% од промето, и това дури фирмите нема да морат они да ги плаќат. Шом го внесат промето у банката. Банката може да се наложи банката на остварениот промет да пуша пари у корист на буџетот. Така да, сите тие проблеми што ги има у сегашниот начин на работа, сите са тие услови, това спаѓа услови за работа. Сите тие са погрешни, а треба да се упростат на тај начин и зборот ми беше сега. Кога сега сите фирми ќе уплаќат у буџето на основа поднесени финансови планови, ќе се делат парите по дејноста за војно, това за он, но врз основа на поднесени финансови планови, тие пари се укупа у буџето, а они таа купа ќе се разделе на сите што треба да се даде. Зборот ми. Сега сите ќе имат пари. Сите ќе добиват пари. Кај нив у тие нестопански дејности или непрофитни организации или заеднички дејности, как да ги наречеме, у сите тие треба да владее и тамо да владее истиот закон на вреднувањето на трудо од почетокот да биде врз основа на пазарот на труд. И тамо не директорот да го примат или тај да го примат по конкурс, по конкурсу може, ама пазарот на труд колку е пазарната цена за таа функција, за това толку. Значи и фирми, и тие дејности таму што ќе имат раководители, што ќе имат такво, ќе функционират врз база на одредување на почетните плати, одредување врз база на пазарот на труд. Сега, сите ќе имат пазар на труд. Едно друго нешто само да го додадам. Сите тие се непрофитни организации. Према мене гледано, они немат право да прават приходи. Никакви приходи. Значи ни здравството, ни образованието, никој не смее да наплаќа ништо. Без пари. Без пари здравство, без пари образование, без пари се. Така. Без пари се. Понатаму сакам да речем. Значи сега од кога они имат, нели сите у тие нестопански дејности, сите имат пазарна цена на платите. Они таа пазарна цена веќе имат и е еднаква на пазарната цена на тие што са у стопанството, у фирмите, нели? Значи тук сме ги изедначиле. Сега ако фирмите, сите фирми у теку на таа година остварат, значи сите работниците делат профити ово, врз база на това колку изнесува проценто на просечно пораснаните плати, колку изнесува у стопанството, у тие профитните организации што са, ако изнесува тамо, значи пораснале платите поради поделбата, не тие пазарните за основа, а плюс што добијале од профито, пораснале, значи за 8%, и у непрофитните организации, у тие, разбираш ме, нели,
Да. На них не можеме да одеме у, как се вика, у поединечно, ама на них можеме да одеме у целина, на целата таа област што се вика непрофитна или заеднички потреби што задоволува, у таа област ние можеме да одеме таму и да кажеме, бидејќи у профитните организации, у стопанството пораснаа платите поради поделбата на профито и на работниците да добиват, пораснаа платите за 8%, ќе пораснат платите и у нестопанските дејности, у здравството, образованието, а не на кој колку ќе му текне. Нема на кој колку ќе му текне. Това е најголем проблем. Таа е најголем проблем. Сега сакам да кажем тоа. Тај принцип на работа, што обезбедува развој и што дозволува, значи да се учествува у профитот. Сега тај процент, тај начин на работа го веќе изфрла од потреба, тај начин сегашниот, за некој да покачува плати, покачат цени, покачат плати, покачат цени. Не, тука нема. Зашо ли? Ако у профитните организации, ако настанал поголем развој, ако настанале поголем профит, работниците си добиват поголем дел од профитот. Разбираш? Оде си се сразмерно. Ако исто така и за таквото, и за тие непрофитните организации, исто се оди и за нив однесо. Ако у профитните организации пораснале за 8% платите поради поделбата на ќе пораснат и кај нив. И нема потреба од такви глупови одлуки за ќе ви ги зголемиме пензиите, ќе ви ги зголемиме платите, ќе ви ги зголемиме. Това е се глупово. Кога това може да си тече без никој да не знае што викаме ние. Никој да не разнае. Никој да не знае оти се дешава. А оно ќе се дешава. Така. Господине Колев, јас само сакам сега на крај да додадеме дека вие и покрај вашата возраст сте доста активен на Facebook и луѓето кои што сакаат тековно да ве следат можат да ве додадат на Facebook, значи Илија Колев. Вие често објавувате на оваа тема, опсежни текстови на вашиот профил, па упатувам да луѓето што ќе не гледаат да можат да ве следат на Facebook. И јас ви благодарам за ова сат и половина исцрпно објаснување на вашата идеологија. Денови ќе биде објавено видеото и се надевам дека ќе имаме прилика повторно да се видиме и повторно да дополниме оно што можеби денеска пропуштивме да го кажеме, затоа што темата на вистина е долга и обсежна. Долга, јас немам се немам искажано, имам многу уште, ама добро е, во ред ја мислам оти некако до некаде успеавме да го кажем тоа што го мислам. Па сега јас сум на сите што ќе се одлучат да го отворат видеото и да го изслушат разговорот што го правиме. Благодарен сум на сите. Јас мислам дека сето тоа што го зборувам, не го зборувам заради моја некоја лична корист. Немам никаква потреба од такво нешто, него го зборувам како за една заедничка корист, што воколку сите се одлучиме, воколку сите бидеме паметни, значи да сватиме, да разбереме, треба таа идеологија треба да не тера од внатре, да не тера да се бориме, да се оствари. Што поскоро? Оти видејте сега, непријателот и надворешниот и внатрешниот, сите они имат подлогата таа, не знам дали ме успеа да ме разберат луѓето, подлогата им е таа, грешката во идеологијата на капитализмот, во врска со поделбата на спечаленото, ги тера да бидат непријатели сите тие држави. Она ги тера. Зашо ги тера? Тера ги оти создава понуда без покритие, а они за да продадат таа понуда без покритие, удрат по послабите држави. И едно друго да кажем, капиталистите треба да бидат свесни дека таа грешка у системот ни ги чине многу скапо. Многу. Зашо ли многу скапо? Па нели можат да забележат дека таа грешка у системот е усажност, нејниот резултат е војна помеѓу самите нив. Они се тепат самите едни за други, само не може да го видат това. Зашо ли? Ке му дојде од друга држава тука да инвестира, он ќе пропадне. Това не ли е борба? Това не ли е војна? Точно. Това е војна.
Така. И за тоа викам, Благодарам за ова исцрпно интервју, господине Колев. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Имајте убава вечер и секој добро. благодарен сум на тебе и многу за друг пат пак да се видиме и да се полично што се вика ако треба и сретнеме. Така. Фала многу.